Се уште нема одлука по жалбата на поранешниот премиер Никола Груевски за затворската казна која му ја присуди судиката Добрила Кацарска за набавката на ултралуксузниот Мерцедес. Од Скопска апелација не соопштуваат кога ќе ја донесат одлуката, само велат дека јавноста ќе биде известена кога тоа ќе се случи. Се уште нема одлука. Советот ќе ја донесе одлуката во законскиот рок. Велат од апелација за 1 ТВ. Специјалното јавно обвинителство пак очекуваше од судот да донесе одлука во рок од 5 дена. Сметам дека нема да им треба многу време, едно 5-6 дена за да ја објават. Јавната расправа заврши на 5 месецов, без присуството на Никола Груевски, а 6 жалби ги образложуваа само адвокатот Стерио Зиков и обвинетиот Ѓоко Поповски, кој доби 6,5 години затвор за истото дело. Жалбите се однесуваа на според образложението на адвокатите, бројни суштински повреди на кривичниот законник и на самата постапка. Ден пред закажаната расправа, од собраниската говорница, Груевски ги обвини судиите од апелација дека примиле политичка наредба да го осудат, што предизвика реакција и демант од судот. На истата пресконференција, новинарите повторно му замерија на Груевски што не остана да одговара на прашања. Апелација преку соопштение ги нарече неговите обвинувања исконструирани и тенденциозни со цел да се дискредитира судот. Претходно, на 31 август, Груевски и Ѓоко Поповски, кој се спроведува со лисици од притворското оделение во Шутка, поминаа 10 часа во ходниците на апелациониот суд, а тоа се должеше на низата барања за изземање. Прво судечкиот совет даде пауза за да одлучува по барањето за изземање на судечкиот совет, а потоа паузите следеа заедно со барањата за изземање на председателот на апелацискиот суд, судијата известител и председателот на судечкиот совет. Сите барања беа одбиени. Сега се чека апелација да ја соопшти одлуката, дали тенкот што ја чинеше државата 600.000 евра ќе го чини поранешниот премиер 2 години затвор.